Здраво, живо, ова е Петошно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Здраво, Ева Марина, така. како си? Јас сум супер. Ова ден за мене не е Петошно во Германија, туку Петошно во Македонија, поточно во Богданци. Многу ми е убаво, 28 степени цел ден и така си уживам. Ти како си? Точно, Како новитет, ногата? ти си во Македонија, јас сум во Германија, тебе сонце те грее, мене, добро, и сонце и тука, има неко облаче, ама кај нас не е ко доле. Важно и кај нас таса сахарската прашина, вас таму ве помене излеа, Да. така да супер е. Иначе, што има ново старо по Македонијава? Ново летно време е ново за мене барем. Ја веќе некое време, веќе неколку години доаѓаме најчесто на пролет тука, баш од тие причини дека во лето веќе ми е премногу топло. И така можам да си уживам на раат. Значи, темата ни е Пак во таман. Македонија. Да, темата ми е таман, уствари, да. Денес збориме за носталгија, за тоа што прави тоа со нас кога сме далеку од дома, посебно за стално, за живење. Точно. И сега Панче Пасо, бројки. Што мислиш, кој е повеќе носталгичен, мажите или жените? Сега не верувам дека со ова ќе почнеш, па што знам вака од логика дека жените сме по емотивни, би рекла жените. Знаев дека така ќе одговориш, ама тука си грешка. Напротив, има една студија која што е направена од Институтот Бертелсман во Германија и таа вели дека од 1000 испитаници 50% носталгични биле мажите, а 47 жени. Значи, ние мажите, ако се мислиме дека сме појаки, по тврди, ама сепак носталгични сме повеќе. Зачудувачки, но тоа е фактот. Немаше да кажам, стварно немаше да кажам, ама сега кога спомна, не е многу изненадувачки дека мислам дека мажите и поголем проблем имаат со тоа и да признаат дека имаат носталгија, дека чувствуваат носталгија. И затоа може не ни го комуницираат тоа толку кон надворешниот свет и кон блиските, а жените се поотворени општо за емоции. Тоа е супер. Да, точно. Тоа е и историски така кој ќе видиш зошто мажите се, бидејќи мажите се првите кои заменувале. Дали било во војни, дали било во печалби, дали било во други места, и они биле првите тие кои што се осеќале како самени, напуштени, а и самата дефиниција на зборот носталгија потекнува од грчкиот збор кој ќе го разделиме, ностос и алгос, што значи ностос, враќање дома, а алгос значи болка. Така да целото тоа ги потврдува тие бројки и фактот дека сепак мажите повеќе се носталгични, но можеби интензитетот, кога збориме за интензитет, тогаш можеби, да речеме, жените или понешниот пол е можеби малце по-интензивен или по го изразуваат тоа. Ти како што рече, појаки не искажуваат, ќутат, трпат, ама кога ќе дојде бисер балкански, тогаш сите сме носталгични. Да, баш кај спомна таа песна, една од помилените. Да, така е тоа. Како ти беше на тебе уствари, вака како представник на машкиот пол, кога дојде? Имаше ли носталгија пред 30 години кога се сретали? Да? Да, точно. И кога се припремав за емисија, се прашував како носталгијата со цекот на времето си поминувала. Значи, да, и денес сум носталгичен, но сосема подруго носталгичен од пред 30 години. Значи, пред 30 години носталгијата беше на секој празник, леле, сега доле Великден у црква, имавме таа тема, не си ухотан у оваа средина, немаш познати, време за зимница, го нема тој осет. Значи, сето тоа си го носи времето. Денес, да, имам носталгија, меѓутоа таа носталгија се изразува во сосем друг домен, друг аспект. Да,
Здравко, Дино, тоа се тие песни кои што и денеска ме враќаат во времето на младост, во времето, меѓутоа носталгијата се сведува на тоа, да, песна убава, ме враќа назад, но не ме влече назад. Значи не ме враќа во некоја си, да речем, спирала која што може да биде негативна. А да, носталгичен сум. Сега, како е кај тебе? Ти си помлада. Јас се прашував, например, викам сега, окей, Марина, па баш кај роден имаше, па среќа роден, бре. Да, си го сладав тука роденденот, да, после 6 години, последен пат сум го сладила 32-иот роденден, сега 38-ми. И да, многу беше убаво. И се прашував, на шо Марина, значи, пак најдов така некој, викам, кај Марина, сепак млада, каква носталгија има кај. А морам да признам дека мојата носталгија е сосем подруга од денешната. На времето, како што рековме кога се запознавме или кога го правевме првата емисија, телефонирањето не било ко добро утро, добар ден. Да. Значи, целата таа техника, сето тоа придонесува носталгијата порано да била многу поизразена или поинтензивна отколку носталгијата дена. И затоа се прашуваш, викам, добро сега и Марина, носталгија, да, верувам дека има нешто. Тоше, песничка, Каролина, осмица, седмица, пред гимназија, еве, за жал и ова речија, што се запали, не ми текнуе, универзална сала, ама сепак се прашував како ки Марина тоа се изразува. Да, кај мене мислам дека беше малце поинако, дека јас кога дојдов, имам кажано веќе дека сакав да останам само една година и си реков добро, онака една година ќе помине, дај да присобарам колку што можам повеќе знаење, нели првенствено отидов за јазикот да го научам подобро за културата и затоа го немав тој момент на жалење или на болка за дома. А делно мислам дека и поради тоа што со авион брзо се стига онака во Европа. Добро, пред 17 години немаше директни летови, се прекачував еднаш во Љубљана, ама пак за 4-5 сати веќе бев во Франкфурт. И онака са бајлето со моите кафе сум пиела веќе попладнето во Германија и го немав тоа чувство. Влијаеше и тоа што фамилијата каде што бев стварно беа многу окей луѓе, многу добро ме прифатија и така од почетокот значи го немав тоа чувство. Е сега како се поминуваше време нормално, ке некој роден ден ќе се случи, па ајде иди во некој интернет кафе на Skype да се видиш, дека немав тогаш ни лаптоп ни компјутер. Знам дека одев и во оние како продавнички беа со телефони, буквално кај што можеш да давам пари за да сеам на честитен роден ден. Централата. Да, и сега исто што спомна песни од Тоше од Каролина, па што и дента кога почина Тоше, зашто јас бев во Германија и мене некој ми пиша порака, не знам дека кој ми пиша порака и знам дека значи беше тагата голема во Македонија, се спуснали со моите и оседив што се случува. А излегов на улица во Германија и гледам таму ништо, нормално, никој не се замара и продолжува животот, а мене исто тоа како и многу македонци стварно не погоди. И тогаш беше првиот момент кај што си реков, окей, јас онака не сум дома, мислам. Ти се јавија тие емоции на носталгија. Да, нормално си, да. Нормално си, мислам и понатака, како што кажат и за празници, некои посебно за Великден нема да е изден, па ајде, кога нашиот Великден во Германија е обичен ден или обична недела или не е ни празник, ни ништо другиот понеделникот после тоа. Тие се тие некои работи што стварно си фалат. Ама сепак не влијаат негативно на целиот, да речем, штимунг твој во целото тоа? Па не, мислам дека треба тоа да се прифати како нормален процес. Значи, тоа е нешто најнормално кога си далеку од дома, посебно кога не си како дете отиден туку после 20-30 години, веќе си изградил тој некаков идентитет и веќе си изградена личност и те онака корените си ги преместуваш во друга држава, во друга култура. Треба тоа да се прифати, болката треба да се прифати, да се допусти и ако се прифати ќе си се намали. Тоа што оставаш да има место од твојот живот, ќе си најде прикладно место од твојот живот и нема да те притиска, нема да ти се меша во секојдневниот живот, бидејќи
тука е лесно човек да отиде малку во друга спротивност и да си рече, па чим мене ме боли вака, чим сега ми е криво што не сум во Македонија, може не е Германија за мене или може не е странство за мене. Тоа не би требало, мислам, толку Точно, да се дава тежина на тоа, бидејќи најнормално, мислам, нормално е да се чувствува, не мора се да се разбере што се чувствува, само треба да се остави малку и да се изложи човек, да се види дали е маж или жена и се помине. Тоа е тоа. точно така, Марина, имаш право во потполност. Носталгијата е нормална појава. Та дури позитивен успех. Тоа е докажано дека носталгијата помага да луѓето просперираат, познавајќи го минатото, да го живеат сегашноста, а не девајќи се за иднината. Меѓутоа, не треба да се враќаме назад за тоа што било, прибидејќи и во пред 30 години, прашам, ние секојаш се осеќаме во неубавите моменти, меѓутоа и пред 30 години имало болести, војни, невработеност, криза, немаштија, целото тоа и тогаш го имало, речам, и јас сум поминал кризите на Анте Марковиќ, кога сите вика, вака било, и со нулите кога се бришеле, инфлациите кога биле, кога сите бевме милиардери, а фактички немавме ништо, динар пара од джебот немаше вредност целото тоа, ама бевме милиардери. Значи, тие времења, да, биле такви и треба да ги акцептираме, али позитивното од тоа е дека сме научиле, дека сме станале личности кои што можеме понатаму да живееме на сеќавањата кои што сме ги доживеале, дали било со нашите лични или со облиската околина. Значи, тоа е да не се водиме од тоа, тие добри стари времења, како беше, кога беше Тито, или кога беше овој, да, било супер, имало работни акции, ами тогаш имало болести, невработици, се стварале фирми, устанувале. Тоа е кога ни текнува на нешто од минатото, тендираме кон тоа да се сеќаваме само на убавите моменти, а лошите да ги бришеме. Тоа мислам дека е универзално кај сите луѓе. А оствари, ако ти текне подобро, ќе сватиш дека никогаш не било идеално, ама тебе ти текнуваат само убавите работи. Точно. Секој тоа од нас, значи како ние тоа ќе го манифестираме. Да. Ако ми убаво да го слушам и ми инспирира Дино Мерлин, то слушалките на мене, Дино Мерлин се врти, си пишувам, си кажувам, си надо. Значи носталгијата е фактички инспирација и таа дори позитивно и во психологијата тоа е опфатено дека колку повеќе е човек носталгичен, толку повеќе и продуктивен, значи толку може повеќе да црпи од своето минато. Што би рекле, носталгијата е горчлива, но сепак сладка основна социјална емоција која се јавува кога се сеќаваме на некој важен настан, датум, случка, доживување, па и личност. Да. Да, тоа ми е не секојаш кога ќе се вратам во Македонија, кога ќе си одам на некои места што порано сум ги посетувала, тоа имам кажано дека ми е најубаво кога ќе се вратам тука, не ми е нормално, си се радувам на кафанисување и се. Ама уште повеќе се радувам кога ќе отидам пешки до гимназија или до некаде или до некое место каде што сум работела, каде што сум одела на курс. Ама кога си веќе долго време во странство, па посебно во Скопје, колку работи си имаат сменето, значи некој ден не знам од каде се враќав од кисела вода на кај дома, сакав од кај Беверли да поминам, да видам едно место каде што одев на курс и не можев да најдам зградата. Зградата беше срушена. Скрос не го препознав малото, викам што се случило тука. И тука и сепак те сеќаваат тие моменти со таму некакви убави. Да. Така е. Храна, исто имам многу храна пијало, што се што е што посеќа на дома, исто имам голема моќ да не внесе во таква состојба носталгија. Затоа има и многу балкански, македонски, односно македонски не толку, ама мислам балкански ресторани има многу во Германија, посебно во околината на Франкфурт. Само нема ни простор да те фати носталгија за храна. Само одиш во најблиската кебапчилница и среден си. Точно. И храната игра улога во целото тоа, посебно за мене, газозата. Стварно? Кога ќе се напием газоза, ме враќа на времето и таму негде има една
турски продавници обично, ја Да, па носат има, прилепска оригинална газоза. Да, и по супермаркети уствари порано ништо немаше кај, нема шанси ајвар да најдам некој добар или било што. Сега што сакаш буквално дел од балканска храна во Реве, се има, се буквално, што ти душа сака. Ништо веќе не купувам. Фактички не исполнуваат носталгијата со тоа. Значи не враќаат таму со нашите продукти, со нашето јадење. Па нормално, да. А и готвењето на некој јадење, например, тука нема сарма. Сарма кој ќе направиш, се сеќаш како правела мајка ми или баба ми тие работи и сето тоа. Или обично за празнициве, зелниците кои ќе се направат, тоа е носталгија. Какво е тоа? Али позитивни емоции од кои велиме, о, супер, види, и ние тука, па да речем, ние сме во Германија, зелникот шести мора. Сигурно има и разлика малку од така носталгија, например, од нас што живееме во Германија, во Европа, од македонците што живеат во Америка и во Австралија. Еве со една другарка баш си пишува вчера некој ден што живее во Чикаго, она ќе си дојде сега после 8 години. 8 години да не сум си дошла во Македонија, тоа не можам да си замислам, онака еднаш најдолго беше 1 година, мислам еднаш во таа година се вратив и тоа ми беше многу тешко. Точно. Факторот е тој и далечината го прави своето, Да. така да верувам дека друго е, например, нашево, качи се скоро од секој аеродром летаат за Скопје, кога сакаш, имаш време, продолжен викенд, терај 4 дена, ти ги истераш, вакво е. А додека нашиве што се во Австралија, Канада, Америка, тука малце е проблематично, мислам проблематично во смисла временската граница. Може би играат и некои други улоги кои што тука не, да речам, ние не ги познаваме, бидејќи системот во, да речам, во тој капитализам отколку нашиот е сосем подруг. Че таму треба малце поинаку да го планираш целото тоа. Не? А ние сме тука, окей, секоја година законската регулатива е таа, 24-30 дена одмор, планирај, можеш, вака, така, одморот ти е платен, додека во тие системи и тоа играе улога, таму нема платен одмор. Ако си заработиш, ќе можеш да леташ. А ако не си заработиш, ќе треба да заработиш па да леташ. И тука играе таа носталгија, многу голема улога во целото тоа. Така да, сепак сме носталгични, но во поволна позиција по целото тоа. Да. А мислиш ли дека носталгијата може негативно да влие? Сигурно, тоа баш преска што спомнав, ако се дозволи да се отиде во некоја крајност, каде што само на тоа се држам, на тие некои чувства за како било порано и како би било во мојата држава и со тоа дури и свесно и подсвесно ставам граница меѓу мене и културата во која што моментално живеам. Во нашиот случај, нели, Германија, и тоа може да биде пречка и да се навикнам и да се интегрирам таму. Да. Тоа не може да се интегрира. Тоа и доколку носталгијата се користи во некои си политички, демек, као... Јас секој се прашувам, еве сега некоја тема ќе ја чепнам, германците никош не се носталгични за 43-та, 41-та, 40-та. Прашај ги, ќе речат, гони ми се таму, какво е тоа, оставиме, тоа не е за нас носталгија. Не? Значи, тоа е сепак играе улога, како поминале, што доживиале, и може негативно да влие, доколку некој покушава, например, од политички цели да враќа некого со, например, така беше и така ќе биде. Денеска сме 2024-та. Тоа што било пред 50, 60, 70, 100, 200.000 години не може никој да го врати. Значи, таа носталгија не може да ја играме така како што ја доживуваат позитивно за да биде. Не? Да, има смисла и ова. Не знам, тоа може би се должи на тоа што е непријатно чувство пред се, и кога имаме непријатни чувства сакаме да ги отстраниме или да ги минимираме или нешто да направиме во врска со тоа, и тоа може би е само исто механизам да се справам со моето чувство. Ќе направам се нешто за во државата пак да биде нешто како што било во мое време, да видам јас нешто да направам, да се осеќам користен, остари не е тоа целта, не може да се постигне. Да. И носталгијата придонесува и да се
сближуваме. Значи, носталгијата не сближува фактички. Си наоѓаме сродници, не само по јазик. Нема да мислиме дека само македонците се дружат, ами македонците се дружат и со срби, и со хрвати, оти нешто сме доживеале заеднички. Значи, имаме некоја заедничка историја, култура, јадења, и целото тоа го поврзуваме и ни се допаѓа. И јазикот ни е сроден, и затоа имаме покрај носталгичните осети и се осеќаме пријатно во таква средина, во таква атмосфера. Но, како што рече ти пред тоа, треба да се отвориме. Треба да се отвориме. Да. Тоа си е нормално. Луѓето си бараат секојаш некој што им е сличен. На нив сличен е секојаш тој што го зборува мојот јазик или го разбира мојот јазик. Затоа и се полни кафаните околу Франкфурт. Ама тоа е супер, што за мене, јас кога одам таму ми е скроз во една посебна кафана, кај што е и вкусно, стварно јадењето и атмосферата е баш како да си на Балкан. И кога имаш носталгија, убаво, знам кога се чувствуваш така, може, посебно во денешно време, да си побараш нешто во околината такво, не мора да е, мислам, во најдобар случај македонско. Ама може нешто да си најдеш некоја балканско здружение, нешто кафана било што, да барем на една вечер или еден ден да ти го задоволиш тој немир. Точно. Ja. Тука е интересно, например, откај германците, ако ги речеме, они ги имаат своите познати партии, они верувам дека ги знаеш, Ахцига, Нојнцига, кога се враќаат во тоа време, например, Зипцига, зависи која генерација си, а и носталгични се и нашите генерацијски среќавања. Јас секој 5 години се со нестрпение го очекувам нашите средби со средношколската генерација од гимназијата Кочо Рацин во Велес, а затоа се прекрасни. Уште се среќавате? Да. Браво. Јас веќе традиционално секој, без разлика што и како, секоја 5-та година, без разлика кога што и како, викендот летам за Македонија и правиме средба. Мислам, ја не можам од тука да го организирам, меѓутоа они организираат доле, така да тоа се многу прекрасни средби каде што ќе видиш луѓе напред, назад, ама без разлика. Во таа вечер се заборава се. Се враќаме во времето на новите Восили, на Златни крила, на Бело дугме. Се ќе се извади целиот репертоар и имаше една песна, Начи ми раме за плакање, имаше една стара песна, и каде што човек си ги полни, да речем, понекогаш и батериите од целото тоа носталгијата е позитивно чувство. Да, добро, се и носталгија може малку и да се, нели, и да се измеша, да се каже, носталгија за минато време, тоа што било пред многу години, кога сум бил млада, безгрижна и сепак ние збориме за носталгија, нели, од друг аспект, ние што сме во странство, како си го доживуваме тоа, што прави со нас и... Правењето, мислам дека е дружбата, отвореноста, не стегањето, да, ако треба да се плаче, ќе плачеме. Ама, потоа треба да трнеме на патот кој што сме го трасирале тука. Па да речем, тој пат личен, што ќе го јадеме у Македонија, не може да го добиеме тука и да го јадеме во Германија. Ама сепак, и тој има вкус, и ово има вкус. Треба човек да си, баш сега ми текна, мислев на вака со годините како се одразувало тоа чувство кај мене од почетокот, викам не толку, дека сакав само кратко време да останам тука, после дека кога се уозбили работата, кога ми беше јасно дека ќе останам подолго време, така ми беше малку, повеќе ме враќаше носталгија. Ама и порано и не ми имаше толку македонци, тука немав другарки македонки, не со никога не зборев онака на македонски. И ама со текот на времето, како што си ја градев, нели, животот, како што си го градев тука, си направив пријателства, кариера, пак, нели, како мајка се оствари. И кога порано се радував нормално да одвај чекав да отидам во Македонија, а после неколку години веќе си уживав нормално во одморот тука, ама и се радував и на времето кога се вратам во Германија, дека се знам таму ме чека мојот живот, што сум си го изградила и што ми е убав.
Така да, ако човек малку се погрижи тоа што го има во Германија, да му биде квалитетно, да му биде Точно. исполнето, и тоа сигурно придонесува. Да. Значи, степенот на развиеноста во, да речам, другата држава или другото место од нашето родно место, многу играе улога како ќе може човек да се справи со таа носталгија. Да, секој е носталгичен, меѓутоа, како што рече ти, убаво е 14 дена, 3 недели, се до тоа, меѓутоа знам дека местото ми е 1800-2000 километри подалеку и таму треба да го трасирам. Оти колку повеќе, колку подобро се осеќам тука, во оваа средина, толку помалце ќе бидам носталгичен и толку ќе имам по некои си пречки да можам да се развијам тука, бидејќи тука сме, тука живееме. Таму ти, тоа е уствари, мислам, клучниот момент. Треба човек да се расчисти сам со себе и да одлучи. Да одлучи, тоа е одлука каде ќе живеам во следните години или цел живот. Корените се знае од каде сме. Каде ни е семето? Да. Семето каде ни? Од какво ни е семето? Меѓутоа, коренот е таму кај што сите и мене ме прашува ти што ќе се враќаш и ќе правиш ваму? Кај ќе се враќам? Ќерки тука, пријатели, фамилија друго, и доли има фамилија, се е во ред. Ама се знае каде е коренот, се знае каде се осеќа човек убаво. Никој не вика дека не се осеќам убаво во Македонија. Боже сачувај. Ама сепак носталгијата си е носталгија, таа е позитивна, ја имаме, секој ја има, ама треба да даде простор на таа носталгија, за него влече надоле цело време за оти просперитетот е, се знае каде е просперитет. Таму кај што си. Да, таму ако сме во Македонија, ќе гледаме во Македонија да си го направиме просперитетот каков што е. Ама кога сме во Германија, не можеме да жалиме за Македонија, тука живееме само од некакви си повисоки мисли или повисоки цели, затоа што тука платите се повеќе, затоа што колите се подобри, па и доле се има луѓе што плати се имаат добри, и доле се возат убави коли, и доле се јаде добра храна, и доле воздухот е чист. Али сепак, носталгијата како носталгија мора да ја осети секој човек за да биде позитивно да ја влие за него. Да не се да не влегува во тоа како ми беше доле, ако било убаво, што се мачиш тука? Да. Сега баш интересно ми падна што спомна порано дека прво мажите оделе во странство после жените, нели, фамилиите. Па дека можеби порано, можеби затоа повеќе ги фаќала носталгија. Се вика многу работи се сменети од тие генерации. Кога ми текне порано колку луѓе на пример работеле тука, ама пак граделе тука куќи. Секој месец се пуштало, нели, пари, ајде сега ова ќе се направи, тоа ќе се направи, куќа ќе се изгради со идејата во пензија веќе да се пресели човек тука. И тоа исто е според мене поврзано со носталгија. Онака се држам на таа некоја идеја дека ќе работам, ама некогаш ќе се вратам пак дома и некогаш ќе си го задоволам ова чувство. Сега веќе не е така. Добро е што не е така, дека тие куќи, колку има пропаднати куќи низ цела секаде, баш така од луѓе што биле во странство, што вложувале, инвестирали, никој веќе не се враќа во тие куќи. Ситуацијата ми е добро позната од причина што моите баба и дедо изградиле куќа. За таа куќа сме, како јас како зет и моите шуревци и ми супругата, благодарни. Меѓутоа, сите знаат каде им е врталиштето. Германија. Да. Ама, така, како што рече ти, времето тогаш си го носи тоа целото, така се размислувало. Да дојдеме, да спечалиме, да се вратиме. Не размислувајќи за тоа дека не си само ти, со тебе носиш и деца. Кога децата ќе фатат тука, школо, другарчиња, девојки, дечковци и останати работи, не можеш ти после 25 години се спечаливме, контото е полно, куќата направивме, пакуј и тргај. Ќе ти речат, alles klar, vielen Dank, wir sehen uns.
Да, така е. Сега некако повеќе свест имаат луѓето, па дури онака радикални промени заправо што ги приметувам кога цели фамилии со селата продават тука се што имаат. Цел онака има доаѓаат во Германија, се инвестираат таму, многу храбро. Па и можеби ти помага тоа полесно да се вклопиш во новата средина, во новата култура, кога веќе друго е, кога ќе Колку дојдеш колку подобро си поспремен, толку подобро е, по-неносталгично да речем. Јас паѓарчам, јас дојдов тука, бев прифатен. Значи, не се осеќав од првиот ден дека некој не ме сакал или не ме познава или не ме каже слушај ова ваму, ова. Значи, у тој процес на мојата носталгија, да речем, било сосем подруго. Сум имал контакт, имале тука цела фамилија, сите биле дојдени тука, секој знаел германски, ми го кажувал тоа, Да, сум имал и ја носталза, меѓутоа таа носталгија се сведла на тој просторна носталгија. Ете, друштвото ми го нема, мајка ми, татко ми, фамилијата, брат ми, тие ги нема. Ама другото било секако што треба. И со текот на времето сум го усвидел тоа и моите родители на времето го увиделе тоа, дека стварно е среден, дека е успешен, дека кариера, дека ова. И тоа не ми го давале, оти носталгијата е многу како го рефлектира некој тоа. Ако некој доздоти, ми фалиш, знаеш, вака, па синко, па ќеркиче, па е за срам, греота, сами сме, и сето тоа влие на што иде тука. Сите помагаме, сите сме помагали и ќе помагаме и понатаму. Меѓутоа, треба таа папочна врска, која што можеби кај некој е се уште, да речем, тука, едноставно да се прекине. Родителите никој нема да не ги зема. Македонија. Нема никој да ни ја мрдне. Родител како родител, нормално дека сака детето да е до него, ама пред се сака детето да е среќно, така да. И кај мене не постои подобра награда за родителот кога ќе види дека детето, без разлика колку е возрасно, успеало во животот. И тогаш не му значи него и 5000 километри да е подалеку и 10.000 километри кој ќе види, окей, детето ми е успешно, направило кариера, среќна фамилија, деца. Да, можеби нема да ги гледаат внучињата секој ден, а можеби тоа и позитивно, можеби старите малце да си поживеат. Тоа што спомна со технологијава порано, како што кажав, Skype, ајде чекај таму, плати, јави се, нема кога сакаш, нема да бајле да се разбериш со сликичка или со нешто, сега, онака скоро секој ден си во контакт. Така да. Тоа е, да. Тоа си беше темата, баш ме интересира некој, ако е желен да сподели како тој или таа го чувствува сето ова, можеби ако некој сака да ни остави коментар, дали на нашата Facebook страна, Facebook група или во подпин коментарите, колку време сте тука и како вие се справувате со носталгијата. Точно така, Марина. А ја на крајот сега покрај со бројките ќе бидеме малце литературно, ќе се просветам со една кратка сонатка од Вилијам Шекспир. Тоа е сонатата 30, вели: кога ќе ме добре осетот за едно сладко и тивко сеќавање на минатото, воздивнувајќи тивко, не помислувам колку пропуштив, оплакувајќи ги о времето кое не можам да го вратам. Со оваа мисла ве поздравуваме во петочно со Марина и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао. Чус!